Корисниците на парно да вградат калориметри со можност да ги плаќаат на рати, предлага регулаторната комисија. Веќе побарале БЕК да направи анализа колку пари тоа би ги чинело граѓаните и дали може во сметките за парно да се вметнат и овие трошоци. Тоа би важело само за оние станови каде има хоризонтална поставеност на цевките за парно, па ќе бидат потребни повеќе калориметри, а со тоа и цените ќе бидат повисоки. Тој трошок понатака да се префрли кој потрошувачите, но да се подели на повеќе рати, например од 12 до 24 рати, и на тој начин потрошувачите да не го осетат трошокот за калориметри. Како што знаете, веќе таква пракса има во мобилната телефонија, кога граѓаните купуваат телефони и за тоа не жалат пари, така да и за калориметрите многу ќе им придонесат на намалувањето на нивните трошоци за топлинска енергија, и сметам дека нема да биде тоа никаков проблем да се ги покријат тие трошоци. Според новиот закон за енергетика, инсталирањето на калориметри е задолжително само за секој нов објект, но не и за старите згради. Таму ќе се постават само доколку сите станари се согласни. Со калориметрите, велат од регулаторна, граѓаните ќе знаат колку потрошиле и за тоа ќе платат. Ја не верувам дека ќе биде до април, значи тоа треба и набавка да се направи, да имаме прво точен увид колку се цените, па за да почнеме да разговараме. Ќе треба да се вклучат и заедниците на станари, да кажат дали се станарите заинтересирани, и ние сакаме да се обидеме да имаме една вин-вин ситуација, за да може и потрошувачите да ги чувствуваат овие привилегии на намалување на трошоците за топлинска енергија. Комисијата за енергетика бара во законот за градење при издавање на одобрение за градба покрај урбанистичкиот план секој да каже на што ќе се грее, но за овие измени во собранието ќе дебатира некој нов состав на пратеници.